Зборовите подаруваат гордост и чест. Довербата ја гради нашата свест. Пламнува поетот со исполнет здив. Зборовите ги собира во еден стих, вжештен челик, минува низ пламен, пред знамето секој е исправен. Убави стихови и поетска збирка за секој посетител на Велешката библиотека. Вака локалната библиотека Гоце Делчев заедно со клубот на писатели Коста Солев Рацин го одбележаа денешниот 21 март, меѓународниот ден на поезијата. Со ова сакаме да дадеме еден акцент на поезијата, сакаме да дадеме еден акцент на овој вид кој што е, можам слободно да кажем, и современски и сепросторен и кој што на некој начин го обединува човештвото денеска во овие услови во кои што екзистираме. Поезијата е практично универзален начин на комуницирање на човештвото. Поезијата е начин на искривување на формата со цел да се исправи суштината и самиот третман на поезијата е навистина специфичен затоа што таа не се занимава само со формата, туку се занимава многу повеќе и со самата суштина. Се поголем е бројот на млади кои се обидуваат да напишат по некоја поетска творба. Во таа насока велат членовите на клубот на писатели Коста Солев Рацин се и литературните конкурси кои беа распишани во изминатиот период. Преку нив велат дека се поттикнуваат учениците што повеќе да се дружат со книгата и да ги покажат своите творечки способности. Младите доаѓаат на промоции, читаат, купуваат книги. И тоа може да се каже дека е на едно значително високо ниво и треба да ни представува особена чест и задоволство. Младите повеќе да другаруваат со книгата, отколку да се занимаваат со компјутери, не дека треба да ги остават, меѓутоа приоритет да им биде тоа. Меѓутоа ние повозрастните треба да бидеме репер, значи ние треба да ги мотивираме тие кои што ние ќе бидеме тие кои што ќе им дадеме пример како да повеќе да другаруваат со книгата. Стотина творби пристигнаа и на последниот литературен конкурс кој беше распишан по повод Денот на жената 8 март, а на тема мајка. Авторите од градот велат дека забележале исклучително добри поетски остварувања на учениците од основните училишта.